Редовно зборуваме еве и за гроздоберот кој би требало да е завршен. Така, завршен. Гроздобер сега веќе се приоѓа на подготовките и производството на младо вино, нели, вино воопшто. За вино најмногу знаеме да го консумираме, нели, но зошто не би биле вистински познавачи на тоа какви се сорти има кај нас и поконкретно за вранецот, кој што е една автохтона сорта која што можеби вреди да биде достојна за гордост на национално ниво, зашто да не, иако во продолжение ќе ги слушнеме сите детали околу тоа од каде всушност потекнува и како се проширила овде на Балканот, кои се разликите можеби помеѓу поедините региони каде што се произведува и ќе ви најавиме едно убаво случување, сето тоа во наредните минути. Добро утро за Нина Пендаровска од Вина од Македонија. Добро утро. И Александар Ристовски, кој што е вински експерт од винаријата Лазар. Добро утро. Ајде да почнеме веднаш со ова прашање, бидејќи всушност цело во ова гостување во контекст на светскиот ден на вранецот, па да не едуцирате малку за тоа од каде потекнува генерално сортата вранец и како се проширила на Балкан. Сорта на грозје вранец е автохтона балканска сорта или би рекол јужно-балканска сорта, иако по специализираните литератури, така наречени ампелографии, е сертифицирана како автохтона сорта за Црна Гора, од каде што потекнува. Меѓутоа, Македонија е најголем производител на вранец во светот. Се наоѓа Македонија, Црна Гора, нешто малку во Косово и од минатата година, заради квалитетот на грозјето, кој се докажа во изминатите децении, е званично одобрена сорта за садење во Соединетите Американски држави, што е еден голем, да речеме, плюс за препознатливост на сортата на еден таков голем континент и голем потрошувачки пазар, кој може да донесе бенефит и за препознатливоста на вранеците од другите држави, како што е Македонија. Так. И сега има едно прашање кој би сакал јас да го пренесам на гледачите, е дека зошто е автохтона сорта црногорска, а не е македонска? Ние имаме еден тоа ствари голем проблем, дека Македонија била под турската отоманска окупација, би рекол, цели 5 века, во време кога писменоста на луѓето била многу мала, а посебно на властите кои управувале Македонија, затоа што нема запишани трагови што се произведувало, како се произведувало. Сега, ако земеме во обзир дека Отоманската империја била и муслиманска држава, па каде што виното малку се тргало настрана како еден вид на продукт, е некако разбирливо. Црногорците имале среќа да некаде таму 15-16 век најдат записи од Венецијанската република, некаде во тие старите градови Котор, Будва и така натаму, Пераст, да најдат запис за даночните власти кои на некој земјоделец кој произведел црвено грозје, го опишале грозјето, му заведеле колку набрал грозје, колку данок треба да плати на државата и на тој начин со тоа докажува дека е автохтона сорта. Реално, Македонија е стар производител на вино со традиција преку 3 века и така натаму, не 3 века, него 3000 години, тоа ќе додат 30 века. Многу порано и пред Христа има повеќе автохтони сорти во Македонија, едина која е докажана сега онака со документи е Станушина. Меѓутоа се работи во нашите институции кои се специализирани тоа, нели факултет, институт за винарство, за докажување некои други сорти, па да речеме можеби и картошија како една од второ најзастапана и најпозната црвена сорта на грозје во Македонија. Так. Благодариме за овој убав вовед и практично историски факти, а и велите некои несреќни околности практично да не може да се докаже, нели, дека нешто е автохтона ваше практично од ова потекло. Мислам, ме разочарува ова што ми го кажав дека само еден запис, нели, можел да пресуди да тоа биде... Вака има, да речеме, сега на вид на истражување кој трае веќе може повеќе од деценија. И има една, така да речеме, ја би рекол, скриена војна помеѓу нациите да се докажат кој е собственик или да речеме од каде потекнува сорта на грозје картошија. Затоа што картошијата во Македонија во минатото се била позната и запишана во некои документи како акрато, што асоцира на кратошија. Другата, таа сорта на грозје има во Црна Гора, под истото име, меѓутоа има во Хрватска како црнељак каштелјански, ја има во Италија, се вика примитиво, меѓутоа некои селеници во минатото ја однеле и во Америка, тие си ставиле собствено Зимфандел. И сега сите тие се со ДНК се докажуваат од каде навистина потекнува таа сорта и се уште нема званичен резултат.
Има една госпоѓа од Црна Гора која многу се труди да сето тоа го запише дека е црногорска сорта како потекло, меѓутоа сега не би рекол кој е собственик на сорта на грозде Кратошија. Се надам дека нашите, повторно кажам, институции од типот на Институт за лозарство и винарство, Факултетот за лозарство во Скопје, ќе успеат да поработат малку на докажување дека таа сорта навистина потекнува од Македонија, што значи истражувачки работи, ДНК анализи и така натаму. Имам простор да се направи тоа, меѓутоа јас не сум толку стручен да кажам кога би можело тоа да го направи. Да. Нина, не те запоставуваме, само сакам убаво нели да го практично во контекст на светскиот ден да го одбележиме со овие знаења кои што се однесуваат на оваа сорта. Пошто е специфична? Како би опишале и за некој што ја консумира и што некој? Кои се одликите основни на вранецот како црна? Вранецот во Македонија е писан многу одамна, значи можеби 100 години веќе, наближува такво нешто, од кога е интродуциран онака документациски во Македонија, запишан. Сорта на грозје која во минатото било донесена да се посади за да произведе волумен, тоест квантитет, за да се направи вино за пазар кој во тоа време не обранувал внимание на квалитетот на виното, него да има доволна количина на црвено вино. И производството на грозје во лозовите насади било наменски така да роди повеќе грозје за да се направи повеќе вино. Сега, вранецот како сорта на грозје генетски е надарена да даде многу род по една лозница, по 5-6, по некои пати повеќе килограми грозје. И во тој случај се разводенува квалитетот, бојата е по светла, нема многу танинска структура, нема долговечност виното, вкусовите се малку редуцирани и така натаму, меѓутоа сепак е коректно и убаво вино кое се конзумирало во огромни милионски литри на количини во минатото, да речеме, во времето на екс-Југославија и малку покасно. Сега, како една наша сорта која е водечка и застапеноста на вранецот е 17% од сите лозови насади со црвено грозје во Македонија се вранец. Така да нашето здружение на винари и вино од Македонија го свати значењето на таа сорта на грозје за нашата индустрија и од друга страна со овие активности сакаме да наметнеме, тоест да покажеме или да им укажеме на конзументите кој е вранецот, која е неговата, да речеме, силна страна и на тај начин да придобиеме се, како да речеме, прибирливи конзументи на вино. Веќе светот се не пие толку количински ниско квалитетни вина, него сега се пие помалку, ама се пијат поквалитетни вина. Сега, ако се работи на вранецот, тоа ние веќе го докажавме во нашите винари заедно со институтите, ако се работи на редуцирање на бербата, вистински агротехнички мерки да се добие поквалитетно грозје, вистинско време на берба и вранецот тогаш може да даде изворедни врвни вина. Оно што сакам да кажам е еден вид на камелеон на сорта на грозје, кој може да користите за производство на масовни вина, ефтини вина, за масовна, да речеме, конзумација, меѓутоа од друга страна со внимателни технички мерки може да направи душе многу други стилови на вино. Значи, средна класа на вино, би рекол, со некоја ценовна категорија, тоа исто така се одразува на вкусовите кои се посилни од масовноста, меѓутоа сепак не се толку многу, да речеме, изразени како кај врвни вина. Кај врвните вина, ако работите добро, со одлежување во дабови, бочи и така натаму, добивате специјални вина со врвна класа, така да речеме во Франција се познати како Гран Кру, да речеме, овие квалитетна вина, може да се добиат такви вина и вина кои се долговечни, што значи дека денеска во нашите винари во Македонија многу од нив произведуваат таков добар вранец кој може да го чувате 20, 30 и 50 години во архивите и да не се посрамотите кога ќе го отворите после тоа. Нормално вкусовите после 20-30 години се сосем други. Да речеме, кои младите вина се повеќе овошни ароми, кај одлежани вина во дабови бочви се јавуваат ароми на кафе, на чоколада. Малку покасно развива ароми на кожа, на сладки пекарски зачини, за да на крајот, да речеме, кога е малку постаро виното, доминира вкусовите и мириси ароми на, да речеме, како се вика, кандирано, презреано црвено овошје, типот на суви сливи, кожа, тутун. И тоа се, така се речеме, еволуција кај виното, која секој пат во различни периоди од животот на виното ви дава различни, да речеме, задоволства. Да. Се останува на вие да пробате кој најмногу ви се допаѓа. Во секој случај тоа зависи од моментот
кога пиете, со кој пиете, дали има храна, каква храна има. Значи има многу моменти каде што некој стил ви одговара повеќе од друг стил. Да, не може да се каже што е добро или што е помалку. Меѓутоа, како сорта нуди многу. Значи, самите винари можат да се однапред предвидат или да си планираат што сака да произведат. Дали ќе бие вино за помасовна конзумација, дали ќе бие вино за нешто специјално. Битно е имат сортата на располагање. Сортата има на располагање, сортата има капацитет да понуди се. Да, и голем потенцијал е со ова што го спомнавте со Америка. Во тој контекст особено значајна ќе биде научната конференција која што е организирана во рамките на се ова што го правите од вина од Македонија за одбележување на светскиот ден на вранецот. Па ајде повели кажани детали. Така, за научната конференција ја организираме овој петок заедно во соработка со Земјоделскиот институт во Скопје. Значи, на таа конференција ќе бидат регионални научници, луѓе од академската фела, кои што ќе ги презентираат најновите сознанија, научни сознанија за вранец, неговите ампелографски карактеристики, структура и така натаму и така натаму. Ќе имаме луѓе од бизнисот кои ќе доаѓаат, луѓе од академските институции, од државните институции и регионалните наши соработници. Важно е да дојдеме до самиот корен на вранецот, како што каже и Александар. Значи, секогаш има нови сознанија и секогаш можеме ново нешто да научиме и да откриеме. Така што важно е и сметавме дека е многу значајно да дадеме таков акцент на вранецот оваа година за во научната сфера. Така, да. Ке ги очекуваме заклучоците сигурно од самите дискусии, ќе има многу важни поенти кои што вреди нели да се споделат со публиката, па накнадно и ќе зборуваме за тоа. Но што се ќе се случува во Музеот на современа уметност, односно на настанот на кој што можете и вие да дојдете. Така. Значи во Музеј на современа уметност во сабота го одбележуваме самиот светски ден на вранец, 4 октомври. Во Музеј на современа уметност ќе имаме вински салон, Вранец вински салон, каде што винари од Македонија, преку 25 винари во Македонија, ќе ги презентираат своите вранци, меѓу кои други апсолутно и други вина. На поширока публика, отворени се, пример, карти може да си купи било кој за вакво за настанот, да ги проба најновите вранци, најновите берби, да го осети квалитетот на самата сорта од многу различни винари. Секоја винарија си има своја специфика како го работи вранецот и како го представува, така што би било нели интересно за многу различни луѓе. Ќе имаме музичка програма, ќе имаме доделување на секоја година за Вранец World Day, имаме доделување на Вранец амбасадор. Тоа е човек или институција кој што врши многу голема, како да кажам, промоција на самиот вранец, на самата сорта во текот на годината и понатаму, така што ќе одбележиме Вранец амбасадор оваа година. И воедно со тоа ќе имаме гости од Европа, од Америка, кои што се моментално, денеска ја почнаа турата низ македонските винари, да го пробаат, да го искусат вранецот од прва рака, претходно не биле тука, така што и они ќе присуствуваат и ќе дадат своји сознанија за квалитетот на вранецот и за потенцијалот на вранецот. Да, и ќе го прошират добриот збор. Нели подалеку, тоа е целта, затоа сте ги поканиле и одлично осмислено. Сега, Александр, многу убаво ти ни објасни за тоа како варира вкусот, нели, во зависност од самото правење на виното, па до моментот на дегустација, но би сакала најпластично, наједноставно за сите нас да знаеме како кога би го вкусиле, како би можеле да препознаеме дали е тоа квалитетен вранец, например, за кој што може би сме дале повеќе пари со надеж дека нешто не ни штима, или дали од што не знаеме или од што нешто сепак забележуваме. Во генерално би рекол за љубителите на вино, значи има еден тренд моментално на пазарот каде што љубителите на вино сакаат малку полесни вина, не толку силно алкохолни, да има повеќе овошни ароми кои потекнуваат од самото гроздје. Значи да се разбереме, не се додаваат тие во виното и понежен, полесно пивлив, да речеме. Иако една друга
фела која е малку понапредна во фазата на конзумација на вино, да речеме, кои истражуваат повеќе. Тие сакат малку посилни варијанти со повеќе алкохол, со одлежано со дабови бочви и така натаму. Оно што би го рекол дека за да препознаете еден добар вранец, како и за скоро сите други вина, е дека кога ќе помирисите виното треба да има чист профил, значи да мириса дали на овошје, дали ќе мириса на некои зачини или комбинација овошје и зачини, и тој да биде перзистентен, значи не биде многу силен, меѓутоа не треба да биде многу краток и многу низок. Зборам од начинот на како се врши дегустација на вино. Малку мирис, еднаш до два пати ќе ја помирисите во чашата, меѓутоа немојте трети, четврти пат, затоа што самото сетило за мирис веќе се навикнува на одредени мириси и не ги перципира. Значи еднаш до два пати помирисете, ставите мала голтка на вино во устата, изџвакајте го подолго, бар 10 секунди, за да може да структурата, тоест состојките на виното да се налепат на вашето непце, кои ги имаме, на сензорите ги имаме нашите непци и кај зъбите, за да може да ги осетиме вкусовите. Тука треба да бидат повторно чисти вкусови, дали ќе бидат овошни, зачински и така на комбинација од тие. Вкусот на виното треба да трае подолго, значи од кога ќе голтнете да го осетите, да го чувствувате вкусот на виното уште бар 10 на 15 секунди, може би и повеќе, што повеќе тоа значи поквалитетно. И на крајот е она една состојка која ги викаат танини кај црвените вина, пошто во бели и во розе вина ги нема. Тие се веднаш се лепат на непцето и на зъбите и стварат една трпкавост и стварат еден, да речеме, еден филм како да ви се обложува непцето со нешто. И тој ствара исто така чувство на сувост на устата. Значи, што помалку ја суши устата, што помалку ја собира устата, што повеќе ги осеќаме тие дека се тука во устата, меѓутоа се нежни, нема горчина, нема битерне, што викаат англичаните. Тоа значи дека се зрели, одлежани танини. Таквите танини се добиваат кај добро одлежано и созреано грозје, и после тоа во постапките на преработка на вино во одлежување. Значи, нежно, силно, со чисти профилирани вкусови на црно шумско овошје, сува слива, зрели црни цреши, ние ги веќе зрели охридски цреши. Во делот на aftertaste или на вкусовите кои се развиваат малку покасно во устата, во тој случај треба да се осети вкус на млечна чоколада, малку на кафе. И евентуално ако е некој добар одлежен вранец во еден aftertaste да се вкуси, да речеме, или да се помириса мирис на кожа, на тутун. Доволно, Александар. Многу да научиме и да дојдеме спремни, нели? Во петок рековме или во сабота. Во сабота, значи во музеј на современа уметност, предходно нели да си обезбедиме билет и да уживаме во славењето на оваа сорта, да зборуваме за неа, да ја препознаваат како автохтона македонска, да понуди голем потенцијал економски за нас и да го чуваме вранецот. Ви благодарам што ни помогнавте во таа улога. Благодарам и на вас.